Овие пилули се надеж за заразените од COVID-19. Фармацевската компанија Мерк соопшти дека нивниот лек Молнупиравир го спречува размножувањето на коронавирусот. Клиничките испитувања покажуваат дека доколку рано се започне со третманот, ризикот за хоспитализација или смртен исход се преполовува. They can go to their pharmacy and take their medication the way they do other medicines. Доколку администрацијата за храна и лекови го прифати барањето на Мерк за итно одобрување, пилулите може да бидат достапни во САД пред крајот на годината. Компанијата планира да побара слични одобрувања и во други земји. Соединетите држави веќе имаат направено преднарачка за 1,7 милиони пакувања. Но финансирањето и дистрибуцијата на овој лек, како и на другите терапии како вакцините, останува предизвик за сиромашните земји. За да помогне во побрза дистрибуција на овој лек низ целиот свет, фондацијата на Бил и Мелинда Гейтс ќе вложи $120 милиони. We need to get serious about that. This is a worldwide problem that needs worldwide solutions. So I think even if you say no one is safe if everyone is not safe, I mean, it's so true. Доктор Келеб Хернандес е вклучен во клинички испитувања за нови терапии за COVID. Тој вели дека покрај пилулите од Мерк се проучуваат уште 3 други терапии, но дека компаниите кои ги креирале немаат доволно средства за да побараат итно одобрување од Агенцијата за храна и лекови. Our government isn't set up to spend the $500,000 to do these studies. We rely on private companies to bring things to the FDA. And that's why you're not going to see as much innovation as you could see. Од друга страна, постои загриженост дека луѓето ќе почнат да се потпираат само на новите терапии и нема да сакаат да се вакцинираат. Експертите велат дека имунизацијата е важна, зашто ја намалува преносливоста на вирусот. It can prevent you from getting COVID in the first place. And we want to prevent infections, not just wait to treat them once they happen. Пандемијата досега резултираше со 5 милиони починати во светот. Од нив, речиси 740.000 се во Соединетите држави. Во главниот град беше поставена уметничка инсталација која им оддава почит на жртвите. По едно бело знаме за секој загубен живот. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.